пратени на гео. Не е лагер. Моти црни пратени. Мешани се, така? Мешани се, а моти црни. О, добре, во брзо балансира. Во, Ще едно смрдят. Вие се за зик. Зикли се. Камо да ја не дали се. Вакво. Зик се, зик. Жолти трябваше да видат. Не, Треба Шо име? треба жолтите да видат. Ништо не име тоа. Солта, ништо не име. Треба не име ништо. Ова што спаше да ми вика, гледа вика волите. Вика гледа фатиле вака бе. Ево. А, влага, па тоа е солта. Не, ова е сол. Тама и И под солта ја зима влагата и одма на фаќа на тоа. Ој, ја Само ше, донесите га комбето да го растора. подали ги на 3 години. Ајде, подали ги на сече. Дај. Дај, стај на маса. Ајде, биди. На 4 дели, вие сакате само. Сакати краки и ово да земе. Добро да. Ако има, ја ќе земам. Дели на 4 дели. Ако немаат пари да платат. Еве, 3. Чекай. Сакам да земам, да знаеш дека не Еве, 3. имаме, ама да земам. Че ова тренинг? Да. Не тренинг, ја пецам. Пецаш? Ти не си резерва, значи. Но он е резерва там нема да пеца. Ја вежбам тука, вежбам за Вие спреман кондиционо. Иди се. Врвана. Од врбата да фрлиш. Таму. Врвата каже, тука рип напред. Сенките каде паѓа таму, од врвото таму. 90 српски 50 динара наш. Влага. Стотка на. Абе, ова е. Вие ги стан. Чекај јас да видам од овие други. Заврна. Собирајте стварите, ало. Отворите вратите, отворите ги ове. Не, добро бе. Одма пред малце, не да бидат позади. Одма го избила така. Пара далече ги отик имам. Прате, а? Да. Ево, кој? Ајде се. Трге торба тома. Само треба да пазите сега от има топливи, защото 14-ките са само повече, няма топливи, не може да ги скриш. Давай, кај што е прво? 14-ки скритен октопус плюс дип што се со тие опути, значи треба да има 12. Чекај да кажам со састав. Помагаме ни. Селектор ще правим сега. Делиме храна. Разделуваме. Спремаме, а? Да. Прво да видиме дали е се тука и да поделиме по екипи равноправно. На секого исто. А? Центар за исхрана. Држ рубице. Премиум и се не топливи, а? Жолти едно. Трябваше жолти сите да видят от црните. Нема сигурно това. Що нема? Или овие нема оставят две. Трябваше да стави. Кажете ми само додека сме тука, под демон имате ли војна? Имам. Имате? Ние. Ке ти дајаме. Милче. За сите има по еден дип от... Нема, трябва да ги поделим. Поделиме диповите и Значи... Не идат на дека две пакување, Не е зид кеса, ама е... Не, кеси. Не, ете кеса со овакво. За да се подобро. Кесиш ако не на крај. Одма подели изјави, кесиш две наједноставни се се. И не се трошат. Не, да најдеме мора да им дадаме ние. Вие не се покупали, не се шарам бара. Ама зиграш ли? Кои се? Други се трябва да слушате, затова викам, ако нема да знаете што е какво е. Ја ќе видам ја како
Значи, воа се дабл трик бојли. Горе е топива, Тие ги знам. шарам-барам. Унатре последното е 14 мм, не топива и има пена, морска пена. Сега треба да е балансирана, така пишуе. Сега треба да ја пробаме да видиме дали е балансирана. Јас знам што е. Балансет, пишуе. Јас знам што е. Не е многу тешка, треба да видиме. Она нема да ве боли тоа што од почеток може ќе легне на земја. Она направи биде балансирана кога се стопи и она полека се дига нагоре, вака полека како се топи се дига повеќе и повеќе и повеќе. Никогаш нема да ви го дигне цел предвесот и е направеното и внатре последното е не топило. Направено е. Да. А немам време ја да чекам она да се. Фрли вади, бе, фрли вади. После само вади. Не, мислам дека вашето... Ако да шо ако се годи. Од демон да ти дадем. Код демонот торбата е најотворена. Им дадемо после, не е добро. Не е сега кога, да видиме се. Добро, чекајте. Дени, овие нашите тачни касаби да видиме. Имате ли кутиче вие проблеми за да ви дам? Нема проблем. Има таа чашката само. Дани, вие немате кој Ovo mirisa šamar, napadno ni emeden. Ali dalo trик, тие што се балансираните и од згора се топи од Шеш беш? Ние се јакви Дај овакво, како се вика, кесер на зато. Да не паднеш у несе. Така те јаки. И преливачи има... Баш убави се, не се оно ше... Не се дека се јаки. Не, ние дошли цялото за да пробаме. Але јас без се смотам, како може да видам. Кој е меден? Да, ма ова и плюсови се ловни се. Топат. Унатре останува 14 мм, балансирана е, а од одворниот сме само се топи. А овие знаеш колку се ставени на сонце? Тоа демонот гледа најките подсади. Кој е меден? Па ова става отвора. Другата година. Овакви имате смоки. Забрането тоа. Не сме да Каде оставаме смока? Угел сега, нигде да не се. Ако сакаш, ракетата да неки паја. Може да ставиш горе на бойло. Може да ставиш, значи јадицата не сме разбили. Пола треба да. Јадица много. Може да се води на конец. Може, нема да падне. Кога паѓа оловото доле, Добро? ако ти е зигот со добар конец, комплет со систем, он паѓа у косина доле, системот ти е вамо. И само се исправа. Не легнуе на земја пази. Па нема потреба. Зиг немаш потреба. Ја тоа го прашега сега. Добро. Јас сум земал за да поделам. Кесиња така. Те празни. А? Те празни. Дај ги. Еве, има овде, еве. Имаш ли, дај. Че е ова? Това го спорува летов на вакво. Ости го само тоа. Оти да го ставам. Па тие се резерва за допуна. Како на вода не се Добро. И сега пошто имаат вие многу да ви направам уште едно шишенце. За нив треба да им дадеш, кој ќе ги собереш овие двете до 3 недели. Аз викам, тоа уште едно ќе треба да направам. Не така. Многу, пошто тој стоеше вчера на 30 метра. Опа. Ова е вода. Че некој да средите. Ова е вода. Гледам. Тоа е све. Секој си вамо да се. Секога. Значи све е работа. Ова стане. Ова е пострмна. Километар има навамо. На сите по една риба да фанете. Ова е 4 кешки, користите да ги сите за риба по 10 киloви паја.
55 100 по 33. Само 35. Ама не оди математика. Така, останам ще вие потребно фали. Значи фали едно. Тие треба да ги дадем. Дабл крик, фали едно вако, се малите кутички. Нема да помня. Така фали, не фали, ама не врачавме него. Вие си върни да тоа удира да се... Едно и тоа со голема јадица, со овако. Јадова со гумичка, одлично овако. А да извртеме, не ги стави. Ама треба да ги разделишите сега 12, 14, 16. Добре. Овој нас ке ни паднат се големи бе, 16 секи ни паднат. Илче вие, а сектор сте? О, ма види се. Поголем кастел. Поголем пелеко, стај го. Реално не треба по тоа. Да, да, па на некој нема да... Кај нас, Става. Иначе ти можеш да ставиш едно скличе, овие сквит, има 14 метри, довало по-папче, и така много. Дај уште една лента. Еви, 4. Големи се ситни И овие сите голема гледаат се големи 14, кисто па големи Шинове за не само за ситки за снешко, може да ставиш на снешко горе реципт. Но никогаш сме немали ние волку връстина јадење. Но нема знаеш што да пуснеш попара. Две почињаме стар да дека не легне риба брат. Ја друго не причка. Дај лента, бе. Не се 14, кој ќе рече? Па пише Помали. 14. Добре, 14, ама нормалните се помали. Тие ще ги правиме 14. 14, 12 по 8. 12 по 8. Најдобар е гајмаци, ја да сме Абе, ќе се откачите, ме. Блек пеперче малци ги сеќа се тоа. Не што е као? 48 сата минимум дека да стои. Не Само постои. знаеш дека се меки. И кој ќе ви удри една риба, треба да следиш. Ако пробаш, А ако не... попапче и то. Да, попапаме си. Ама следиш просто меки. Ќе гледаш, ако не го помнеш... Него му тебе така? Овај... Ама тука. Цял да вие пет... Много далеко? Правим уште една. Да, шуштер, разбираш, ја не шуштер, разбираш, не. Епа по 200 нема. А другите кај се? Дека ги... Не може да поделат и тие, нека... 30 се допунат. Еве сме Но да, да речеме, мислам дека само со С сектор. Нема да пише на кутиче, ова е мало. Ова 10 ки ставиш. Нема може да се допунат догоре, а? А? У 3 да им се остат, 2 треба да се допунат. Разбираш? Дали ќе може? Не словира. А? Словено како не се. Толку словира по 5 бојли. Напълно ги да даскалеш. Уште И капачата да се да ги Чајното се резерва може да се донесе на како не. Нема како не. Па можеш. Како не? Ако кине на секој Пошто ќе идеме ние една екипа на отварање, останувате со опремава. 3 токи ни се во 3 сектори. Имаме помош на некој, батерии, тоа ќе прави на се. Стаза. Батери копи плежа дека стои. Има сите по нешто носат. По нешто носиме, по нешто ако треба ќе помне. Не, носат кој бе беше, у комбото беше. Се имат сите. Значи немавме со нас авионот. Идат големи, мали, во моторолите идат големи, се малите. Не може да тоа си за играчката. Значи стазава, патекава А сектор, овие двајца, утре гледаме каде, Ицо и Даниел Б сектор, С сектор, останативе двајца наши, кои најблиско ти овога, најверојатно најава има да се мери риба од 1 килограм надале. Само тој сектор? Сега. Тоа утре се вади ќе одлучат, нито чим го најавија, најверојатно ќе биде. Одма се растори мовет зошто е тоа така, најверојатно има ситен краб,
од кило и 200-300, предпоставуваме сите дека во овие две езера, во се сектор, меѓутоа е поминат и во овој дел. И за да нема такво, а сите се спремаа што беа на ловени со големи боили, за големи храни, за поголеми риби, и сега ќе го сменат ову 90 минута за да домаќинот да биде во предност. Ние имаме храна секаква. Ова Некој се мапи. предпоставувате дека ги накнадно се пуштени. Да, и накнадно е пуштено, не е најавно. А што го има? Мапиве за езерово ги имаме кога езерово минимално паднато, тоа е А и Б сектор, се гледа на сите, значи детално утре кој ќе знаеме кој сектор, кој на која позиција бокс лови, ќе ги знаеме точно. Сергеј, ја и Пепи ќе бидеме во по еден бокс. Најверојатно дека јас ќе идам во сектор А, да помогнам со дечки околу ЗИК, Сергеј ќе биде во Б, Пепи ќе дојде во С. Нормално ќе се менуваме меѓу време, меѓутоа моето столче ќе биде во А на Сергеј, а после тоа ќе идеме промени. Детално со Сергеј ќе ви објасни се за храната и начинот на кој ќе користиме, затоа што е специфично некој од нив. По искуство од минативе години, скоро секој се лови далеко, ако скока близко сега. Значи тоа начинот на хранење стартот ќе го каже Сергеј, како ќе работиме сите три сектори, генерално колку хранилишта, кој од хранаве ќе користиме и останува последниот. Тоест предпоследниот да утреш дребото, последниот што ќе изработи. Да прашам, стратежиме што се ќе може ли тука се знае на која позиција сме да ги даде? Значи, одма ќе бидат, ова е генерално целото езеро и има детали кој кај паѓа. Тие детали не интересира. Еве го, ја веќе го има вака во два дела, третиот дел, значи тоа без сектор, зависи која позиција, има многу плиток дел, каде што ќе биде страшно плитко. Сега они најверојатно и за тоа не спуштаат, денеска неколку пати најавија дека поради дождовите не успеале да осимнат подолу езерото и боксовите не се према, се извинија дека боксовите не се толку што бара фиксовиот правилник. Меѓутоа, ако го симнали уште подоли, ќе се појават као на аквариум суви позиции, така да со ова ќе има шанси се дека се лови. Меѓутоа, дефинитивно, без секторот, овој дел ваму уливот ќе биде многу тежок за улов. Значи, тука риба ќе одлучува. Генерално пласман. Кој улив? Таа страна сртот? Преливникот. Аха, преливникот. Зборуваме на Б13. Према С или тоа би значило Б13. од Б11 до Б13 и од Б17 до Б14. Значи, тој дел тука е плиток. Многу. Кај ќе 5 сати тие, ако е метро и пол? Каже, Немате видео вчера до каде ќе влезе на полуезер? Тој беше од Б од таа страна. Беше на 30 метри утре беше. Не зборувал за тој предел, на сртот. Од тој па натака. С сектор ни е најнепознат и е генерално на сите непознат. И Хрвати, и Срби, и Словенци, со сите што разговаравме, С сектор е најнепознат. Значи сите го пеца, го лове, го тактизира А и Б. Пошто тоа е голема вода и е вода која ниф има предизвик далеко што ја работи, близко што работи, доека С е мало. Меѓутоа со Сергеј кога бевме, имаше екипа која ловеше, тука ќе му на С12 на ова. Тоа беа домашни локални риболовци кои викаат ние си ловиме овдека и по нас овој сектор е секој га најдобар, се ловиме затоа што фаќаат поситни риби и си имаат многу. Значи имаат удар. Тоа е С секторот, нема некој големи Заливот не нагоре што? Да. Нивото на позиција на C1-2 и нагоре оние што се... Точно беше ги гледав на Ние бевме дека С12. Ова е патот и тука е шума. Така, да, Ние они тука лове и си ловат тука. Да. И вака се. И сите они вика ние тука си го сакаме и овој дел и овој затоа што ловат посетни крапови. Така да познавајќи го Трсино, а и Калиманци на вас, не ви е проблем да ловите. Вака генерално е добро излезено сам по сектори, кој како се падна. Ајде сега храната. Тука. Колку храна се оти време повеќето не ви е познато, е нормално. Ние фаќавме на храна, ја пробавме
генерално да ви кажам што како ќе користиме и кои се што оди, а комбинациите се никош не се знае, мал милион. Значи, доколку немаме удари, не дај Боже, или нешто се случи, ќе комбинираме, ќе правиме, ние сме тука да дадеме предлози, ваши мислења нормално. Пред самие заеднички да работиме, да видиме пред да почнем да зборам сплотени како екипа, да се информираме навремено за се што ќе да нема она сега ја фати фрива, не дај Боже, нели, па не кажам сега на другите, тоа не би сакал да го има. Да видиме еднаш која екипа, да сплотени како еден и да делиме информации, тоа е исто многу битно. Може би цел сектор нема да има никаква врска со А или со Б, затоа што е одделено. И башка риби, може и рибите нема да се тие, може таму ќе јаде на едно, ваму ќе јаде на друго, меѓутоа горе-доле презентација, начин, како сте хранеле, како сте почнали, тоа секако на влијани, пошто е едно езеро, сепак и тоа така да тие информации ќе мора да ги делиме и ќе мора да комуницираме, се надеваме моторолија ќе функционираат како што треба, па ќе можеме да ги споделуваме, ако не бива колата и ќе шетаме, сега тоа е тоа. 3 дни ќе издржиме и на трепавица да стоиме, не е проблем. Околу храна генерално. Значи ние кога ловевме, ќе повторам уште еднаш што зборевме на езеро, значи најповеќе риби извадивме на скрит. Најповеќе риби извадивме на скрит и тоа во сите можни комбинации со тоа што таму кај што имаше тиња, сега А сектор нема изгледа многу тиња, пошто целиот дел го гледаме дека е камење и камења. Меѓутоа генерално во крајот на А секторот, ние кај што ловевме А16, А15, како што е моментално овдека, значи, вака ќе ме дојде, ние ловевме на А16, А15, А14, 17, 18, тука дефинитивно има тиња. Тињата не е многу дебела, така слоја некои 2 прста, меѓутоа многу смрди. Значи корне, оловото смрди котка. Одмак, примат. На тиња пробавме, значи, од земја на обични боили нетопиви, значи не кеше да јаде, значи ностоп не можевме. Сите удари што ги имавме на скрит на тиња, сите беа на топиво боила. Значи сите, до еден. Топиво боила со тоа што топивите боили што пошто беа поголеми, а видовме дека рибите не се толку големи, со скалпер или со ножичка, значи ја правиш горе-доле 16-17, она брзо иде до 3-14, така да лесно лапа секој крв немаше никаков крв. Многу лесно се сечат и се суви. Че не треба ти тврдо нешто да делкаш, со обична ножичка, так не мора да биде правилно окрува. Ја делкаш и ја правиш до димензијата колку што сакаш, така не удираше на тиња. Значи, дури пробав и едно од земја, значи снешко монтажа и така не сакаше, само на топиво боила да ми требаше. Е сега. Водата која бевме не беше многу поголема. Значи, грото риби ги добивме на прелазот. Значи, овдека, поготово овој А сектор, во овој дел кај што ловевме ние, кај што фрлавме маркер, секаде имаше на 40-50 метра до 40-50 метра е тврдо и камчиња, затоа и ви реков на маркерите обовезно да ставите плетеници. Затоа што тоа е многу битно. Езеро нема некој горе, доле, не знам, 5 метра па метро, значи во главно полека оди секаде, има подлагов дел, значи нема некој големи прелази, па сега спрут ке бараме на 150 метра, тоа нема. Значи, испо ова што го гледам овдека се гледа дека нема. Промените на дното се многу мали. Според мене е побитно да најдете тврдо кај тврдо, пошто страшно земаше добро на тврдо. Не погодиш ли на тврдо, нема ли погодуење на тврдо, префрли, не остаја нека постои, не. Че јас ја префрлам, кој ќе ви падне на тврдо, 5 минути нема ја зима, 10, 15 некаде. Значи тоа со сигурност. Проблемот е сега што е падната водата. Ама не е многу падната, ние колку што мислевме дека ќе падне по 50 метра по тоа ќе биде, така да не е лошо да го побарате сите тој дел за поблиску за едното хранилиште, каде е прелазот меѓу камењата и тињата. Значи, и тука да се формира едно хранилиште. А кога ќе почнеме сите, ај за тоа попосле ќе зборам навлегу во тактика прво за храна, да кажам, другото дефинитивно ќе треба унатре, затоа што сигурно на сите светски се пеца унатре и унатре ќе мора да направиме хранилиште, а како ќе го правиме после ќе обяснам дај прво за храна. Значи највише изгоре ова чумбел. Највише не јадеше на скрит. Да, попушти го малку. Да не кајстор донемо се. Највеќе не јадеше на скрит. Упорно хранев ни на М1. Значи храневме од почеток не удираше само девер. Меѓутоа што се случи? М1, да знаете сите кои нема информација, е боила што страшно добро држи риба, меѓутоа не е брза боила. Не е од типот како скритот, фрлаш и добиваш риба, него е боила која што ако легне рибата, ја држи добро рибата. И треба време да проработи. Тоа мислам не е само од мене, него сум го слушал и читал од минал луѓе.
Пак ќе фрламе М1, иако не јаде. Само што М1 ќе се фрла дупло помалку отколку сквит. Ако фрлите 1 кило сквит, ќе фрлите пол кило М1. Ако не ви јаде на М1, ќе фрлате М1. Да ја дружи. Да, нас на третиот ден не проработи М1. Кога почна да зима М1, зимаше само М1. Немаше промашај. Значи, на истата трска ставам сквит ја фрлам нема. До неја фрлам на М1, таа удари, ги бираше боилите. Че кога дојде рибата, кога легна на храна, само не М1 јадеш. Убедливо највеќе риби на тврдиот дел, значи таму кај што беше тврдо дојдовме на М1, 14-ка М1 боева со мало попапче, снешко. Убедливо највеќе риби. Меѓутоа јадеш и од земја, на обична 14-ка М1, значи највеќе на тоа, меѓутоа јадеш и на топливо. Меѓутоа на таму кај што е тврдо, кога ќе побарате тврдо, дај Боже да најдете сега, тоа многу зависи од позицијата кој кај ќе биде, меѓутоа дефинитивно ќе мора да се сундира, јасно сам мапи за сите, не е лошо после ќе горе да ви ги подал, носам и за нас за тренерите за шпионирање, носам и за вас мапи Имам и ја обоја. за вас, ќе мора да се сундира. Ќе ви зборам ајде после за тоа. Значи, сквидот го користиме како примерна боева. Примерна боева со која што на неја ќе удриме акцент. М1 храниме без разлика, може сега ќе јаде на М1, затоа што М1 во принцип е за поладна вода. Ние кога бевме беше 27-8 степени, сега е, да не речем со 10 степени, поготово ноќно време разлика. Значи може да се случи. Како секундарна бојла, меѓутоа ако јаде сега ти нема да штедиш, нели нормално. Не е битно, значи ние мешавме М1 и сквит што во основа се исти, се месни, бираш на што ќе фаќаш. Зависно како ти јаде рибата. Меѓутоа за тактика потом само околу храна. Од сквит, во секоја кутија, 14 ловни сквит имате по едно дипче, значи во секоја кутија. Не е едно дипче, него во секоја кутија имате мало дипче. Исто е многу важно да дипувате, ќе пробате, меѓутоа важно е да се дипува, пошто многу повеќе ни јадеше на дип. Сака смртливо. Значи ние само ги брцкавме, ја оставиш да постои 2-3 минути да се исуши и така фрлам. Меѓутоа ако немавме време и брцкавме и фрлавме, префрлаш ако гледаш дека е здрав мамецот, фрлаш пак Значи, нормално да бивавте риба или по 15-20 минути? На дипуване. Дипувано мене ми се случи да го стансивме, затоа да... Океј, ама тоа еднаш. Најчести примери, кога дипавте. Значи никогаш не ни се случуваше на ништо, дали е дипуване или не дипуване, да фрлиш, еднаш-два пати се случи да земе одма. Тоа беше случајно. Знаеш зашто прашувам, нели? Знаем зашто дали треба да отиѓе бојлата или не. Така. Тоа е тоа. Меѓутоа никогаш два пати се случи само така да ја земе. Иначе по 15-20 минути. 15-20 минути. Тоа е тоа. Некогаш стоеше и 1 сат, ама Зборот ми е... и не дипувана бојла, па стоеше по 1 сат, па се случува други. Да. Меѓутоа кога генерално кога дојде тука рибата, кога почна да скокаат последната вечер, релативно брзо имаш удари. Да, ама дипот од Одисејот, терите беат гичоа на дипувани, стоени со... Да, дипот од Одисеј мене ми беа 1 месец стои. Знаете, 1 месец. значи не да беа на дипувани. Значи бојлата која ја извадив со серива, вака корнеше, со серива, вака корнеше. Значи 10,6 мм. Значи сака. Пак ќе пробате. Пак ќе пробате. Значи она јас сега моментално ние пренесуваме искуство тоа што се случи тогаш. Други временски прилики, други. Меѓутоа генерално беше тоа. Значи почнуваме Кило пунешен болите. сквидот е примерна бојла, М1 е секундарна. Сега вие со сквидот како што кажав, значи имате попапи, Немој шекер да се стири да сквид, имате умакајки сквид и приливачите сквид се, така? Приливачите се сквид, да. Приливачите генерално можете да ги користите и за партикли, и за боили, ако мислите дека треба. Меѓутоа, јас не препорачувам од почеток одма на боилите приливачи или таква работа. Ете така. Не препорачувам затоа што тоа во случај да немаме па после ќе се прелива, ќе се тура. Сподот што ќе офрламе. Во спод, види, не се јаки приливачите. Приливачот не е јак. Не, воопшто. општо, значи да не почињаме сподот да го бањаме, него земеме во едно мало кофиче, малце преливач, мало кофиче, спод, верац. Тој да се направи и у сподот што ќе се фрла да се измеша овде, онде зрно да има јако. Значи не цел спод. Ама не мирисаат многу приливачи. Ако, ама он ќе пушти, он Многу се слаби. Многу се слаби. ако сака слаби, да. појако, више Значи после од ќе старт, другам. од старт подобро мислам за приливачите да ги, пошто и немате кој знае колку. Да. По колку има таму, по 3 или по 10.
По два преливачи. Имате по колку има CSL и тоа има по два. Така. Значи CSL слободно можете да ставате во партикли. Значи слободно. Слободно CSL, пошто тоа знаете сите не е нити нешто е нападно, нити е нешто CSL друго нешто. Дали да почнеме од дома како ќе почнете. Значи чекай прво за храна само да добијам. Значи од сквидот имате тоа, имате поп-апи, во секое 14 мм имате дипче, имате поп-апи и имате дабл трик нема. Од овие што се боилите има само од М1 затоа што не постојат од сквид, не заради друго. Дупче добро. Преливачи има што реков ќе ги користиме или не ги користиме, тоа ќе видиме. Да не правите грешки, затоа што топиви боили има 20 мм обични и има и топиви. Значи исто е битно. Не само што за фаќање ќе ги користите топивите боили, него да не мислиш дека фрлаш топива или ставаш топива. На секој ке се пише соловол. И различни се, кои ќе ги отвориш побледи се малку топивите, се суви, а овие се вака кои ќе притиснеш се крши одно. Што пишува на топивите? Солубле. Дека се топи. Само објасни им за тие за дабл трик. Не објасни. Дабл трик се само за на средина. М1-от, како што реков, исто имате поп-ап од М1, имате дип, по еден голем дип сите М1, исто сакаше дипова на М1 боилата. Имате поп-апчиња разни димензии за снешко, исто за правење. Имате исто обични боили, 14 мм за ловење. Ловење за од земја за обична боила препорака е 14 мм. Зошто? Заради тоа што рибите се релативно помали. Топивите лесно се делкаат, значи нема никаков проблем. Тие што ги фрлаш цели они со топата. Таа е најадица за полесно да ја земе. Тоа што 30 од рибите што ги фанат кога 2 до 5 кг, значи нема нешто многу големо. Сега, пробавте ли обично бойл со обичен подизач, значи не подизач колку? Прво предрак пробав 100 пати. И така. 4 пати, да. Со сунгирче. Сунгирче е прво. Рибата е многу здрава, значи ние немавме Да. изгубено, значи една пред кепче што ни се Тврда муцка камен. Нема риба со скапана муцка. Нема. Раки камења има. Нема риба со обуцка вака, нешто со пола буцка, али Има таралка. значи муцка, здрави кој одврдар кој. Има камења, унатре значи Тamo јајцо пикош со пецал, кој што се пецал од позади врзана 5-6 пати. Да, немаше промаши. И тоа 90% од рибите за долната уста. Добро, што се ги прави? Третава боила што ја носите. Значи чисто за храната добро. Значи имате дип, имате топиви боили, 20-ки и обични, 14-ките само ловни си, само за фаќање практикувате да ставате на јадици по нешто 2-3 на ПВА за да ви стасаат на сит. А за прихрана 20-ки обични, 20-ки топиви со тоа што топивата за најадица се делка. М1 сит имате по еден голем дип, имате исто и попап. Значи комбинациите е тоа, друго од М1 мислам и дека нема. Третава боила што ја носите, Одисеот. Значи, таа ни е предвидена горе-доле да биде како трета боила, како резервна опција за не дај Боже, еве се случува таа да не работи. Меѓутоа, ако на некој му работи и работи, немаме многу баш од тие боили, нема нешто за да правиш резултат, значи таа е за трета. Меѓутоа, ако некој сака да проба, ако не му јаде, обавезно ќе проба. Јасно. Значи гледаш другите околу тебе во сектор имаат риба, ќе земеш прво ќе ставиш на една трска, ќе прихраниш малку, ќе ставиш на ПВА или на истото место кај што ловиш. Например, ние немавме за рање, ја имав едно кутиче боили во дип на истото место кај што ранавме, со тоа да води решение на тоа. Значи ќе пробате. Ако не дај Боже немаш на тој на тоа те јаде шубе, еве да пробам на Одисеов, значи слободно пробај. Не дај Боже. Имате и поп-ап, да, имате и дип, имате и поп-ап, имате и обични, имате и топивата. За 4 сата се растопува. Скроз. Не скоро. Доаѓа до 12-10-ка. Исто топивите боили апсолутно да не заборавам после, значи нема потреба префрлате често. Значи тие се топат од 3 до 6 сати и тоа зависи од температурата на водата. Сега и поладно би требало. Да, и значи никаков проблем нема. Иако не треба да ги оставате 6 сата нормално. Значи планот е горе-доле на сат и пол до 2 да се префрлат. Нормално. Не само заради тоа што местото него може да се случи предвезот запреткане, системот не е добар. Глупо е да ти стои 3 сата една трска запреткане. Сат и пол до 2 е сосема нормално време. Нели, ако не ви јаде зборам, ако те јаде рибата само да те тера, не е проблем. Ако не јаде саат и пол до 2, ја вадиш билата, она ако се изделкала на 16-ка става 14-ка, не е повеќе. И она е слојно правена и слојно се топи.
А ти кој ќе чепнеш на обалон со раката, она ќе станува како паштета, ќе се размачка, меѓутоа стои на јадица, слободно може да се фрли пак. Значи не е никаков проблем. Третата бојла, рековме за не да Божи, исто и однив имате топиви, Милчево има пишано, пошто он ги правеше кои се топиви и кои не се, значи истото имате и поп-ап, со тоа што поп-апчињата се малце одисеот се такви, 16-ка нема помали. Ако сакате можете да ги пресечете да пробате за снешко монтажа или за нешто, имате и дипче. Исто. Ченка менка, ние не пробавме да ловиме, имате во храната по 15 кила, сите имате шекерат се купивте по 15 кила XXL партикли, одбравме такви затоа што имаше дефинитивно многу деверик. Дефинитивно многу деверик, гледаме да избегнеме, меѓутоа, знаете, значи немаш да избегнеш, она по мирисот, по храната ќе дојде, во кави топки да фрлаш, она ќе дојде. Сега нема да се разочаруете, ради тоа што, например, јас, он изведи прв крап, после, од која наранивме по колку? По саат и пол изведи крап, ја 3-4 сата до вечерта, ја имав колку деверик? 7 или 8, башка, 15, тит, нема ништо, тит, нема ништо. Значи, меѓутоа, дојде и крап после тоа. Значи, сменив и мамец, сменив топива бојла поголема, титкање имаше, меѓутоа деверика да не може да лапне. Ја лапа и таа, ама треба да се мачи. Затоа што генерално на 20 извадивме една или две деверики, на 14-ка, значи локас. Деверики да се големи. Чао. Вокавици, по 2-2,5 кг. Значи ја лапа и ки ги познаете со тоа што не прера. Чи не предефинитивно ран. Сите меѓутоа така некој шудери крап. И крап. Знаете. Значи ќе мораш да контрираш. Не деверика, па ај сега која ева, не треба таква контра. Само рибите се закачуваа многу добро, после ќе збориме за предвези. XXL миксов. Сподов миксов. Значи може со CSL пелети, со CSL преливачите и со сквидот рековме ќе видиме нема да почнеме одма многу со ароми и со такви работи да не претеруваме, ти се додава, ама не се вади, кој ќе го фрлиш унатре веќе готово. Пелети исто имате сквид, имате M1 и имате CSL пелети. CSL пелетите можете, знаете, сегде да ги ставате. И со едната, и со другата, и со третата арома нема никаков проблем. Имате сквид пелети во 3 димензии. Значи најмали 5 мм, има 14 мм ми се чини или 16 колку се тие и 24. Сите 24-ки, не знам 14-ките, ги проверили какви се, fast action или slow action? Значи имате fast action, тие големите се slow action. Тие до 10 сата седат доле. Се топат полека. Значи кој ќе ги фрлиш, не е дека одма се растопува, ти кажеш, пелети се ги нема, по 2 кила немате многу тие големите, ама пак тие се волкави, джомбори. Добри за навечер. Да, и тие се slow action. И дисто се добри за навечер, пред да оти навечер не можеш ти да се знае колку да храниш. Они бива на позиција да има доле да мирисат, убаво се топат, пуштат. Сета храна генерално е добро што тоа што работи во вода. Значи ние колку време стои саат, два, некојаш намерно ќе оставиме една трска 3 сата, 4, да видиме кој ќе извиш дали мирисат во вода. Значи храната работи константно, не е кој ние дома што си ги правиме овие бујлери, тие се брзи можеби, меѓутоа ако ќе извиш после 1 сат не мириса на ништо, мириса на езерото. Тоа треба да скршиш унатре да мириснеш, за да мириса, вај го згора мириса. Само да не... Кажи ќе заборам. На состаноков кажа, значи доколку фатите америчко сонче. Не голем, вика него мал. Да не го враќате во вода, ако фипсовиот правилник е да се, и сега имаше коментари, ние ќе го чистиме езерото. Значи, предпоставувам дека ништо чудно во се сектор да е тоа. Да, ти ние никој не извади ова. Ние немавме. Значи има ситни, дефинитивно. Не, ситни има, имаше нагризана, беше бојлата чатпат, меѓутоа не се случи да немаме бојла. Сега. Ситно ќе ја нагризам. Ако го фатат, ама не извадив ни едно. Мора да го вратиш назад. Иначе знаат во Португалија дечки што мора да ги вратат колку да те нервира, а ти го стисне и ти го врати назад во вода зашто правилникот. Овде не мора. За сега фатите сега Велешко за Македонија. Фали Велешко. Нема кај. И втората работа за зик. Две клучни работи за зигот таму кај што мора да се работи. Кој знае, кој не знае да има во предвид. Значи зигот кога стои во вода, значи за фрлање го фрлите со магнет, со држење, со Сергеј него носите, магнетот се држи слободно, пошто не фрлаш кој знае колку, ти се задржи 2/3 од длабочината на водата. Ние ловевме на 5 метри длабочина, идевме на 3 и 2,5 метри. Да, на 3,5 метри. Идевме со мал мамец,
И со мала јадица, голем мамец и голема јадица. Големиот ете го на ананас, големиот на него му зема на тоа. Запали. Ако има време ќе пробате после дека две работи. Значи кај што го фрлате, пошто на лајн клип ќе ловите, на шипките кои ќе измерите, 90 метри да речеме, и го фрлаш и удараш на лајн клип и го оставаш. Го откачуваш, немаше големи риби од лајн клип да се плашите дека ќе земе. Не мора да го проскачувате. Може слободно ставите, нели два Ќе биде тоа што дојде риба цело време. Секој си буден, нема потреба да Значи нема потреба, значи најголемите риби овде што се извадени во последните 5 години се 10-11 кило. Ако фаќаш надалеко, ако имаш 5 намотки, ти што на 100 метра ќе ти скине ли? Ќе намоташ еднаш два пати и толку е готово. Хранењето на зигот е битно да е тука и околу него. Значи кај што ја фрлиш тоската и кој ти удри и ја оставаш. Ракетата која зема, едни ракети се со плетеници, други со теноконец. Ако ја задоиш ракетата овдека и онака удар и се враќа на назад, или оп и ја спушташ вака доле да падне. Значи ќе го пробате ако има време овдека една ракета имате више трска во вода, ќе ставиме да видите колку тоа од страна делува разлика, дури и по 4-5 метри се случува. И втората работа, дува постојано некој ветер. Значи многу е ретко мирно. Тој ветер иде на лево или на десно. Значи ракетата паѓа. Не е проблем да падне. И комшиите ќе хранат таа што плива храна ќе доаѓа тука. И да немаш храна таму кај што си фрлил на зик, ако работи таму кај што има зик, ќе земе. Двете клучни моменти со ловење на зик за разлика од дно. Значи првото, кога ловиш на 100 метри, и е тенко конче, нели ставаме 20 тројки, не знам кој како имате стајни се. И оно прави тит-тит. Значи ние кога бевме на Сергиј му земаме да запалиш пулмата. Тоа е веќе друга ситуација. Бегаш. Меѓутоа не ловевме толку далеко. Надалеку прави тит-тит, ја фаќаш. Ако е бајтранер, го заклучуваш и моташ 1-2, па удираш контра. Затоа што многу далеку е празно. Второто више ти е ризик дека ќе ја закачиш. И донасање до крајна вода, тој што ја носи, вака до недека да, и после странично, заради тоа што он на крај се превртува и го кине обавезно конецот на превртување. Тој што го лови со кепчето, кога што го пушта клипот, брзо, так, за да не му дозволиш он да бега, зашто тука се губи на зик риба. Тенки се конците и кине. Тибе. Тоа. Ти си водиш ко спина. Две. Околу партикли за рековме. Партиклите со CSL слободно, значи најслободно за другите преливачи од сквит ќе видиме кој каква позиција работи, така натаму лесно е ќе ставиме. Имате по 10 кг прашкаста храна, обична прашкаста храна од која што не е сета иста. Значи имате плави кеси по 3 ли има, по 3 од плавите кеси, не знам кај има да покажем. Да. Десно, Марош, десно. Ова е со партикли. Има и мерени бојни внатре кои што гледате, црвени, жолти и глупости, значи оваа ќе и фидере храната, значи И пелетини. да, таа ќе користиме за зик, не да боже ако ни дотреба. Оваа храна, ако не ви јадена, значи ако не морате да фрлате, ние со прашкаста храна не фрлавме. Меѓутоа не е лошо во никој случај да ставите во партиклите внатре не да топки, да така да ставите прашкастот и паѓа, прави облачиња, мириса, она ќе се натопи и така натаму. Да истурите во партиклите и прашкаста храна, значи внатре. Само така ќе истуриш, ќе ставиш CSL, даде внатре и ќе направиш како кашиче. Така испаѓа горе да. Ова не ја трошите до моментот додека не знаеме дали ќе фаќаме на зик или не, дефинитивно ние нема да почнеме со зик. Ќе оставиме да видиме што ќе се случува на околу. Како Ние не сме добри во зик, да се разбереме, да не се лажеме. Значи, ќе фаќаат зик, ние ќе почнеме на дно. Зик ќе фаќаме само во случај доколку гледаме комшиите вадат, ние дремеме. Ако комшијата изведи 3 риби на зик, а ти фатиш 2 на дно, нека фаќа на зик. Да, тоа си те. Нека фаќа на зик, нека се мачи, нека пука. Нека пука, кога ќе се стемни пак, кога ќе оклапуши он вака, па ќе видиме тогаш како ќе види, што ти кој се стемни нема зик. Чао, пријатно. Многу тешко да јаде по темница и на оваа температура 8-9 степени навечер да јаде на зик, јас не верувам. Не веруваш, ама ние. И ова прашка Ние верувавме. И ние не верувавме, но поверувавме. Ако екипата тој сектор што мора да лови, ако ептен се случи да мора да лови, што е можно подалеку?
Значи, нели збориме за 130-140 метри, ние подалеку и немаме ние можности, а не можеме да храниме со ракета до таму. Тогаш топки, значи румунците беа карши нас и они ловеа на три начини. Тројца беа, едниот ловеше со топки, знаете, они со корпи фрлаа топки, другиот ловеше само со кобра, третиот мешаше. Значи таму кај што имаше топки добива деверики, ама имаше и крак. Сега, ако мора да се излезе толку далеко, а не можеш да нахраниш, да не биде индијанец, тогаш топка со корпа, мислам корпи дека имате. Имате ли сите корпи за прави? Да направиме. Ќе се направи, ако не од шишење, тоа Шишење пластик да се прават. Некој што знае добро и од шишење да се молат под батерија. и со тоа може да се фрли многу подалеку, а да не се оптеретиш. Пошто е мачно хранењето со ракета толку далеку. И не е заморно, ти не можеш да се целака преши отиде. Стварно. Со топки со храна што рече Предраг многу брзо се храни и не се заморуваш. Нема мотање назад, ракета нема мотање ништо. Ако треба екстремно да се излезе, не е лошо исто да се храни со топки. Значи од шише ќе треба да направите ако немате корпички за фрлање за Кој знае да ги прави од шише ќе треба да направите. Вонатре се става, се пушта до пола стапи само ништо друго. Готово, крај. И тоа го собереш, тоа туки ќе помоли се треба да собереш одма. Нема никаков проблем. Подобри се. Оди нека те сврти. Мало дупчик. Да ти ги стигне. Со една таква можеш два дена Не може да скине тоа. скинеш. Само оставете ги отворени овако Машињата. машинката. Машина шпулната се остава отворена кога што се заглавите. Тој не може да се скине тоа. Али паѓа тука на 2, 3, 5, 10 метри и одма го враќаш назад. Значи она му паѓа уште Многу брзо храниш, значи. Ако го оставиш отворена, тогаш може да се скинеш. 120 метра ти одат 3 ракети. Знаеме, ме фрлавме секаде такви, знае. Кој ти не е пил, не? Добро, тоа е треба екстремно далеко, Треба овој значи топка се направи. се договориме. Околу зик храна се. Сите имате по 3 и 2-5. Да. Така. Специјална храна за зик која што слободно може да се меша со ова. Ќе смениме шекерец. Значи, не морате и значи секоја храна може да се смеша со зиг. Зигот, специјалната храната е жолт. Кој паѓа надоле вака престубови. Имате по 2 кесиња со активатор унатре. По едно шише ќе видите. Тоа шише е доволно за 1 кило храна, внатре што е таа храна, за 1 кесе зиг храна, меѓутоа таа храна не е за зиг така како измешаш. Таа е паѓа на дно ток. Значи тоа шише е предвидено за Дига ли нагоре? се дига ама многу ниско, се дига до 1 метар, метар и пол. Значи не е како апендал. Значи за од производителот се препорачува и ние пробавме за зиг, ако се лови треба да биде почорбаста. Значи се додава уште едно шише, пол од пола повеќе ќе си пробаш да видиш да направи чорба, за да пропаѓа надолу. Да се направи чорба, нели да не пропаѓа надолу. И од горе и дел паѓа назад. И буквално го прави. Само прашката треба на како се кажа шекерец. Шекерецот е Тоа е добар блендер. Ќе се соме. Има блендер, сега ќе сумелеме шекерец. Ова? Да. Тоа е супер, значи и ако треба да го правиме и за доле на дно, не е проблем кога ќе измешаш со партиклите други. Значи супер е, а прави многу убав облак. А другата машина дарашно што може да се дојде затоа што е разликата за зиг храната што го користат србите и хрватите и зашто едните викаат ловат и ноќе на дно, другите не. Значи србите зборам за порано ловеа со чорба. Чорбата е облак кој не се трга така лесно. Значи и трае. Целиот дел, да речеме да ова е длабочината, тука, да, меѓутоа останува и не легнав, нема ништо на дно. Хрватите ловат со партикли на цицани и паѓат. И кој како прави, тие прават вака како куршум кој иде у вода. Меѓутоа доле на дно имаат они храна. И навечер пробуваат. Значи, они во лигата на Кетскоја беа, ја кога бев тој ден, ловеа на зик и на дно. Ја и сега правевме исто. Значи ставиме една на зик, една на дно и фрламе со тоа. Ако добиеш на зик, значи рибата е горе. Ако ти зима на дно, значи рибата ти е доле за да пробаш и нема што да ме интересира. Значи ако не јаде на дно, да. Ти има сектор и позиција каде што ќе зима на дно. Меѓутоа ти има сектор или позиција каде што ќе биде избегана и ќе биде таму. Или ќе ловиш таму или треба да чекаме вечерта ситуација да добиеш на дно. И сад да не се губи, ако не ќе на дно, мора зиго да го работиме,
Значи ќе врземе, ќе направиме и ќе се сомене ќе има Зигови имате ли сите врзани? Немам. Ние саки неќе, Јас Јас имаме врзани, мислам, само не знам колку се големи. Ти ки ги играш. Значи зиг, во храната за зигот. Значи зиг храна кој ќе ставиме. Значи само жолтава. Значи слободно можете за да имате, пошто немате многу, имате зиг храна, имате по 5 кг. Мада таа кој ќе ја направиш чорба ќе испадне повеќе, меѓутоа ќе додадете и вакво, шеќерац, пелетите. Не ги ставајте за зиг ако фрлате, ние фрлавме и пелети, од овие ситни реколото. Не ги ставајте во храната, ти се нацицуваат и одма тонат доле. Суви ги фрлате. На 2-3 ракети чорба, една ракета пелети, една ракета сува храна, значи скроз сува, барут, од озгора и она полека ќе паѓа надолу. Полека. Ќе фрлиш 10 ракети, ќе одмориш, ќе оставиш да видиш дали ќе ти удри. Нема пак 10 ракети пак. Нас ни удира, почна рибите на зиг да ни малаат, од кога престанавме пола саат, од кога престанавме да храниме. Пола саат од кога се смири и почна да јаде. За зигот, ако дува го појак ветар, било како ветар да се дува, боле со партиклите крупни да се меша тоа што за да паѓа побрзо на местото. Иначе ги ти носи може по 50 метра. Значи дуваше ветрче мало, ние кога пецавме, со тоа што маркерот кога го ставивме, например трските не беа десно фрлени од маркерот, а ние со ракетата фрлавме на маркери малку по-лево. Значи, ама не многу, оти тоа паѓа и надоле. И на трските фрлавме и лево, за малце, еднометро да ако ја помести храната. И точно таму удрike што беа фрлени. За испитување за зигот знаете, значи ние на 3,5 метарски зиг добивавме, така? Да. На 3,5 метра, беше 5 метра длабоко, 3,5 метра. Генерално. Една, две трети. Да, генерално е на 2/3 секој. Значи ако е 7 метра, рачунете некаде дека на 4,5. Ама не е баш да ги ставиш на 4,5. Значи се пеца на зиг, ако пецаме на зиг, различни должини на зиг треба да ставите. Значи ако е 5 метра длабоко, еден зиг ќе ставите 3,5 метра, еден ќе ставите 3 метра. И еден 4, ама ја... Ако сраќате со сите 4 трски, мораш да откриеш на која. Да, дека откриеш на која. Треба си две трски да односиш, ако ваѓаш од еден. Хрватите го почнува во Италија од 2 метра, а беше 10-11 метра. Немаше 2 метра зиг. Не, има од Сабајле рано. 15, тоа не знам, тоа не сум. Ќе ти кажам, Сабајле рано, уште на разделување почнува со 2 метра зиг, со многу низу. Ама таму не паѓа. Како ли со риба Сабајле уште сипал. Тоа знаеш ли Како идеше денот, така го качува. Знаеш ли зашто? Зашто Сабајлето термоклината се помества. Тие риби што ги вадеа на 2 метра зиг ги вадеа, Сабајле 5. Сабајле ги вадат и на метро и 30, метро и 40. Такви зигови има. Не знам После го големо е зигот, како се стопува. Што значи тоа, ако прекинат јаде на зиг, Дента, нема ти цело време сеш неста дубина. Вториот ден ноќта. Например, ти прекине 2 сата, уште една трска на друга дубина да пробаш. Ноќта сум вале Точно така. Меѓутоа треба да се открие на која длабочина јаде. Ако не јаде више престане си почнал на 3 метра, ти е 5 метра длабоко пример. Ама такво ќе има длабочина само оваа сектор. Не ми се верува дека ќе има. Ако е 4 метра си почнал например на 2,5 метра да вадиш на зиг, не ти јаде, нагоре сигурно не е ретко да отиде она на површина. Не се знае тоа. Може, ама не се знае. Ќе пробаш и ќе ставиш една на 3, една ќе ставиш на 3,5. Сите крапки. Значи да видиш дали избега на нагоре или надоле рибата. Ако не ќе така ќе се симнеш и под зигот на површина му иде овој го зима крапка. Со устите горе вака. Јас не сум верувал тоа. Што ми гледа. Ама тоа е не, ние дефинитивно немаме искуство на зиг и на зиг дефинитивно ќе водиме, ви кажам, само во случаи ќе се држиме повеќе на тоа што го знаеме. Само во случаи, например, еве, оваа секторот лови, денски не му јаде, никако да не дај Господ, а вие до него малаат на зиг. Значи нема што да... Ја викам, од одма може една, две трски да ги... Не се долго да Едно е до. Две се много. Што најде почина да каде? Две се много. Ќе најде Две се много. Секим што е Раз стига го не ми одговара на зиг да ја. Значи ти првично пробај. Не знаеш тоа, не знаеш. Пробај.
Не можеш да имаш. Зошто? Не можеш. Техниката е език. Не можеш. Ти можеш да... Ја не се согласувам со тоа ветерски донат зик, устар ви кажу. Сите почињаат 4 комада на зик одма. Кој кажува тоа? Ја ти кажам. Сега овде? Овде бе овде. Ти кажам 4 комади идат одма на Значи зик. ја ти кажувам дека деки сигурно лажа. Чекај, дај не правиме предпоставки, пошто се А не кажи, колку се да почнеме две на зик. По моје, зошто? Ако рибата ни јаде доле, тоа е наше знаење. Да, пецаме рибата доле. Ветерски, на зик, у исти момент, да пецаш само со две. За мене е абсурд. Друже, ти ако ги фрлиш 4-те доле на ова, Не 4. чекај, слушај ме сега. Овој ако ги фрли 4 комада на зик, он ти отиде со 100 кила риба. Ама чекај, ние немаме логистика да ни каже дека на 4 трски. Ти ќе го гледаш, ти додека почнеш ти оно отиде 20 кила. Данил, 5 души сме логистика. Тоа му го кажеш. Не се расправаме, мога да се Предпоставки, джабе, Јас само кажувам дека ние примаме грешни информации цело време. сега нема да примате грешни информации. Гарант примаме грешни информации. Нема сега да примете. Не се Сега сме, јас крсне, Сергей Пепи и... Истиот момент ќе Јас знаеме сотката, дали лажам. ќе Мога пецаме. кажа, они значи зигот ќе биде алтернатива. Значи мене значи мене ако фанал до мене некои 3 риби на воа, ја работам на дно. Вадам една-две. Значи со него сум. Дај Боже да не треба зиг да фрлим. Дај Боже. Така бе, ја ти кажувам дека ако тој до тебе почне да вади зик, ти додека се преориентираш на зик, он ти отиде со 30 кила. Значи не е тоа пелагично. Втора работа, значи Тоа важно. да ти биде јасно. Ако зигот работи паралелно на дно, значи слично да вадат. Има мајстори што знаат да зиг да фатат риба. И ќе ја фатат, сигурно. Значи, ако ние се тркаме со нив, ние не можеме да се тркаме преку ден со нив. Втора работа, ја ви гарантирам дека ние пред стенување ќе имаме 10 пати поспремна позиција за моите од нив. Друже, он Гарантирам. ако ти не фатиш да си грешка, ја ќе ти Он си работи език едно не со иста храна. Ја ќе ти кажам дека дента он 100 кила риба ќе извади, ти нема да извадиш 3 крапа ако јаде на зик. Милчо, само да ти кажам тоа нешто. се предпоставка. Сега ќе видиш кој ќе се наместиш на позиција како е светски шампион. Озбилно те кажам. Сега тоа, значи не Знаеш да зашто? правиме предпоставки. Оти паѓаат милиарда ракети у исто време сте различни стратегии кола. Има капитен ќе каже како Информации ќе имате сега. Битно е само информација. Информации ќе имате 5 души. тој може да вршите. Джабе зборите се. Од почеток да се договориме и нема што да бараме кај су Бог. Другите што прават и како прават. Се гледа дали фрла чорба, дали фрла боили или партикли. Тоа е што Они ќе бидат главна карика за остаток, ти кажам. Ние си почнуваме... А ние почнуваме како Ако знаеме. ништо друго, ако не видам што става ракета, ќе видам кој ќе извади риба, значи не може да ја скрие дека е на зик. Се качуваат на скала, вадаат, од страна ја влече, значи се гледа. Во секој случај морате да имате две трски спремни за на зик, за да не губите на страна, затоа Така, на страна да имате трски Се за спремно. повеќе. Спремни две трски на зик. Чорбата, ако ја спремите за зик од почеток, значи ви кажам, тие што ќе треба да ловат на зик, најверојатно од сев сектор може да се лови, значи не знам, ама превекаат дека е многу плитко. Значи ако е 2 метра плитко, мислам дека тешко ќе јаде на зик, може да јаде на метарски зик, меѓутоа ќе пробате, ама потом ќе видиме на лице место, сега не знаеме, треба да се сундира, прво да се види колку е длабоко. Две трски морате да имате спремно на зик. Чорбата, храната за зик нека биде спремна, не се расипува. Нема да скисне. Така бе, така, се нека биде спремно за зик. Не. Трябаме, треба одма почнува. Зик може да удари на храната, што ти е на дно. Се слагам, се слагам. Ако ти храниш доле, храната е доле, а рибата е горе. Над храната е таа. Значи над храната. Значи ќе земат. Нас ни удри, ако не и 40 минути од кога престанавме да хранеме, Колку многу два сата после хранење не удирало на зик. И тоа не удира на зик. прекинуваме да Она фаќаме, се пиеме. Прекинуваме, фаќаме 2 сата со Пепи, пиеме шприцер, мезиме, она не Ајде, крмиме прашање ништо. да 2 сата прашаме не удара на зик. што ми е многу важно. Ако рибата се движи горе, значи Ќе го она најде. ќе удри така. И без многу. Значи Една нема да ги работа викаме сега да вери кај Босна езеро. Втора работа не сме спремни за не знаеме. Не знаеме да фаќаме да. Втора работа. Трета. Значи, дали сега види, не знам ја како е ситуацијава, вие какво размислување имате. Не е битно они што биле тој риболов Сергиј со Предраг, значи тој малку важи, сега сосема друга работа. Многу важи. Тоа е слободен. Имаме екипи околу. На Бојла, не знам како ќе се работи
зигот у истото ли хранилиште тамо, кој што го спремаме за бојла, може крапав ќе дое по 3 сата, може по 5 сата, може ќе налета од таму на галама ќе влезе кај ни. Значи ако фрлате чорба, ако фрламе чорба, ако фрламе чорба. Знаете ли, тоа хранилиште, пример, едно имаме чисто бојла, другото го планираме ајде со повеќе спот со ова, со она да работи и да верика и да влезе крапот и таму веќе го ќе му збуцаме и прашка со храна и партикли од одбора, а немаме удар, Да направиме две. да навлечеме деверика на истото. Србите, кај што Не се знае тоа. Знае кај што е тињата, кај што е тиња доле, пецат на зик. Зошто една риба Бојан не извади од Италија, сите околу него ваде на зик. Сите риби на ноги фат. Ај кажи ми го. Јас ти го кажам ова Да бе се примери. што сум фаќал со дек. Говорете. Кај што е најголемата тиња, он не ризикуе да пеца доле као Хрвати. Значи тоа му е место од него и да го остави за другиот ден. Значи да не пеца више нема и хранилиште. Тогаш правиме 3 хранилишта. Да. Океј, ама во овој случај немаме тиња. А? Во овој случај може да немаме ронка Ова тиња. езеро мене не Немаш два сектори на сигурно. Тоа Ти го кажа. На крајот и убеки им. Сега значи он треба да одлучи. Ако имаме како ќе го правиме? Методот на србите или методот на хрватите? Кои се тие сега? Србини хрвати методи. Напред, назад. Не, со Не напред, не, зборува за партикли. Чорбата никош нема и со бојлите да не те покупи. Чорба кога бреш не може ти покупи доле, кој што тоа Значи хрвати ништо. тоа навише на тој притисок. Србите доле со чорба, тоа го објаснуваше Предрак и доле не остане Хрватите работат ништо. Они јеловат на истото место. Хрватите Хрватите све со партикли стават и Се бојли. погодувам на 3 метра длабочина. До мене маđар се погодува и ги растура на зик. Знае да пеца. Еве вади. Ние немаме удар, префалуваме и ние на зик. 3 метра оној спот, ја ти гарантирам дека за минута цел назем ќе види. Кој чорбата? 3 метра длабочина. Хрватите такви, он го меша со ова. Хрватите меша со ова тешките Истото партикли. тоа што го фаќаш, бојли. Само му ставаш за зовново за кога паѓа, доека паѓа надоле, ово станува у слоеви. А после го имаш доле хранилиште за Доле ти остануваат твоите мамци исти. хранилиште за на дно. А ти девери како навли на бојла ќе навлечеш ако си навлечеш. Ние имаме други проблеми, искрено ви кажам, затоа што вака, ја планирам Не, друго, ама искуство. јам себе друго ми кажувате. Не само тоа. Ти како ќе кажеш Ние сега? спремни да работиме на 120-130 метра со ракета. Значи, такмичењето ќе почне утре сабота ќе заврши. спремни. На таа да Да, речеме речено, Па јас кажувам на тоа што ние можеме да го работиме, не викам на 150 извадника не можеме. ние 240. Значи во весь сектор после на киловати, бане, килови и бобан, значи рачунајте дека ако се паднат на широкиот дел, рибата ќе биде таму далеко. Ако не биде ќе отера, со зиг, со храна ќе ја дигнеш Значи, во од река друга страна отера. е што многу ќе се спојуваат екипи и од другата и од оваа страна. Во рече, Много добра тоа страна ќе е видиме таа. кај ќе побегне рибата. Ќе видиме кај ќе побегне Само рибата. ќе треба да подразмислиш малце дали ние требаме одма да почнеме да правиме. Не. Тоа го рече и тоа не. после пат дека Значи ви кажав не никако. Значи остајте да видиме што ќе прават другите. Немојте да ве фаќа паника, Нека ако нема. чијата фанал 2 риби, нека фане. Видите 6-7. Ние може да се спремаме, али Може ли да кажем нешто? Вие спремајте се, дозволе само. Вие спремајте се, меѓутоа нека не ве фаќа паника. Остајте ги да видите кај ќе фрлаат, кај ќе хранат далеку, за да знаеш кој ќе испадне он. Значи, нема потреба ти да излегуваш на 130 метра, ако комшиите, да речеме, лево и десно од те фаќаат на 80. Значи, убаво е да излезеш далеко, подалеку од Ама нив, после- со едно хранилиште. Ама после. Ама после да видиш кај ќе фаќаат, што ќе пратат. И он може на 80 да постави да пеца на 100. Ти можеш слободно да излезеш на 100 на 120, да видиш дали е така или не. Ако ви е тиња доле, значи како што фаќавме ние, еве ќе ја покриеме таа ситуација. Дајте вака да почнеме. Ако е тиња доле, тоаш ја не сакав да почнеме со партикли надалеку да правиме хранилиштето и тоа е заморно, дефинитивно. Друго е да фрлаш само бојли и пелети. Ние сега ќе даваме тврдо не тиња. Сега го малата ракета е 120 метра. Ние едно ќе ви кажам, Можеме значи, на по-рано. нашето место од 60 метра натаму немаше да фрлаш. Цялото го истундиравме колку пати фрлаш. Немаше и со фрлање после тоа гледаш кога ти паѓа, значи нема фрлање. Нема фрлање, се е тиња. Само Се е тиња.
И со кога фрлаш, кога вадиш риба, се го осеќаш како паѓа доле, што обавезно затегнато, немојте да фрлате и да оставате вака конеца. Тоа многу значи како информација и текот на риболов, нешто што не си го нашол, ќе го најдеш со фрлањето. Паѓа и одма затвориш, пулната затегни го конецот малце полеко, так кога ќе ти падне доле се осеќа дали паѓа на тврдо или на меко. Ние од 60 метра понатаму вилчо немавме тврдо. Тврдото беше до 60 метра и тука најдобро јадеше риба. Понатаму исто јадеше, меѓутоа ти кажам, јадеше само на топива. А добро, нема потреба да се тера натаму. Понатаму зигот е добро за тиња. Ама немаш дебела тиња, од тиња добивале на топива бојла риба. И од тињата јадало. А добро. Значи тињата е волку. Нема она да заглавува. Оставете го сигурно за алтернатива, нека биде спремно и... Да не уснеме работа. Ако сакате да спремате, да имате тоа мојата сугестија беше. Ајде сега вака се договориме, не се расправиме муве. Хранилиштето што ќе го направиме далеко. Значи ќе го направите на далечина што која што можете си дозволите да фрлите. Рачунете дека може да дувне ветер. Значи не може максимално на 130 и сега максимално на 130. Ако треба фрлиш преку храна, лесно ќе фрлиш со јадица, во хранилиштето да не ти остане ван домет. Значи ако можеме 130, направите го на 120 хранилиштето, ако треба фаќате на 130. Меѓутоа нека ви биде спремно за зиг. За да биде спремно за зиг од почеток, значи ќе ставите прашкаста храна во натре, во партиклите. Партикли ќе ставите боили, пелети, чим така ќе почнеме и ќе почнеме со прашкаста храна со CSL. Или ако сакате можете и сува да ставиме така врз партиклите, за она полека да паѓа и да останува, да имате колку толку нешто малце спремно да останува гори за зиг. Ако се префрламе на зиг, само се менува, се трга тоа на страна, се чаваш чорбата и писнеш да раниш на зиг, тоа е тоа. Значи ќе фрлате и пелет. Не мора ни да чорба да правиме. Значи чорба како ги фаќаш на зиг? Значи имате храна, не е тоа чорба, таа пак е густа, вака е како не е чорба. Тоа сакам да ви кажам, треба секој од нас тренери што ќе биде во бокс, вклучително кај Пепи. Се собликам. Добро. Храната ние што ја правевме за зиг, не беше тотална чорба, вода. Значи не е различно таа што имавме во Италија, чорбата што однесеш. Таа беше со земја, со тој, таа многу беше чорбост. Ова не е така. Ова е баш оно, значи, првиот начин ако измешаш што прави топка. Вториот начин се останува, значи воопшто нема течење на неа, него ударот од вода, густа каша. Значи она дел иде на надли и дел се отвара вака. Значи и останува траги жолти вака во водата. Тоа е најбитно. Тоа е башно нешто. Дали мора да се спадне на 130, 120, 130 метра? Зависи од ситуацијата. Ќе видиш прво од комшиите кај ќе фаќате што ќе излегува. Значи ако десно од тебе пичи на 130 и лево што ќе бараш ти на 130. Ние ќе направиме хранилиште и поблиску алтернативно. Прво требаше Значи мораме да пробаме. Не смееме да испуштиме шанса иако на секој светско ривата ја отерува од пичко матер. Значи тоа е нормално. Секој не можеме да се оставиме да не пробаме и на поблиску. Не може, поготово во оваа сектор тие што ќе фаќаат. Значи да се најде првиот ден поготово во везно. Дека не се наплаши ривата во везно и на поблиску. После ако не ти сака упорно на блиското хранилиште, нема што да бараш на блиското хранилиште. Ќе излезеш со прво треба блиското хранилиште се гледа па после алтернативно второ далеко. Вака дефинитивно, значи не викам не мора на 120, подалечното хранилиште што ќе да направите. Значи почнуваме со мешана храна. Јас сакав само бојли да ве поштедам од првиот ден да не умрете сите, ама чим сакате нема проблем. Како сакате? Јас сакав само бојли и пелет. Не, вака, значи нека видат прво бојли. Бојли на прво хранилиште. Да се договориме, сега сите имате различни предложи. Не можем сите да ги прифатиме. Треба да видам натреба прва. Да, бојла и блиско ако овие не излеват напред далеко. Вака, стартната моја идеја беше вака. На далечното хранилиште да фрлате само пелети и бојли, ништо да. Ја тоа го знам. Со ракета. Зошто? За да ви биде полесно. Ти на старт ако фрлиш кило бојли или 2 кила бојли и кило пелети, за 3 кила храна ти треба да фрлиш 30 ракети. Така? И имаш 3 кила реална храна доле. Реално што чека крато. А на поблиското хранилиштето е многу полесно на 50 метра фрлаш ракета да се разбере отколку на 120. Да направите сподмикс, значи XXL овој што го имаме, да се стави малку прашкаста храна во натре, да се стават исто мешано пелети и бојли, тука да се фрли малку поголема количина од колку што е таму. И 202 да се почне.
2 со 2 да се почне, 2 трски таму, 2 трски овде. И после тоа самата водата ќе ни каже што треба да правиме. Моје прашање. Ама сега вие викате сакаме да бидеме спремни за ЗИК. Што ние не рачунавме, рековме ЗИК ќе фаќаме само у ситуација ако комшијата тепа, агролом прави, а ние не можеме 2 риби да фанеме. Милчо вика, ти избега 200 кила ти бркал. Ние, Милчо, нема што да бараме со хрватите, со србите, да се разбереме. Со англичаните, домакините, французите, белгијанците, италијанците. Реално да не се занесуваме луѓе, дај Боже да е така, ние не можеме овде да освоиме медал. Значи да се разбереме. И не е наша цел тоа. Дај Боже да имаме риби и да имаме успех, само ќе не дигне. Меѓутоа, ние не можеме да си го мериме со нив, да се разбереме. Не можеме да си го мериме. Поспремни се финансиски, знаат повеќе да фаќаат од нас, поимаат води, истренирани се и мајчин език, и фрлање 150 метра, и со храна се спремни, и со се спремни. Ти не гледај ако имаш комшија Хрват, он фанал 100 кг, нека фане, он ќе биде прв. Секако. Тоа не можеш да го Ти гледаш што да бидеш? Значи, во Португалија се случи тоа да падне Пепи и Мики меѓу Бојанич и Хрватите. Паника, не треба ништо. Тој имал 10 риби, не треба ништо значи, ќе се сконцентрираме на тактички да се добие риби и да нема паника, гле сега. Ама се носеше ека Ексонив. Така. Значи, он едно време им водеше во 1.80. Да, ама И вади 40 садата, го гледат. Токму затоа ви реков, различни примери има милион. Токму затоа сакам да направиме хранилиште поблиско. Токму затоа сакам поблиското да хранилиште да биде на завршетокот од прелазот од камењето на шинјата. Негде ќе биде тоа на 60 метра, негде ќе биде на 50, од С сектор може да биде и на 20. А од Б сектор може да биде на 150, да. Значи не знам. Зашто прво да се проба со прво хранилиште поблиско? Да не испаѓаш од на 120 метра. Ма мораш 2 да правиш. Можеш 2 да направиш хранилиште, ти не знаеш кај ќе биде риба. Самата ситуација ќе ти каже кај да работиш. Тоа ти го А кажа. после ситуацијата сама, не си сефте на значи вие риба. нема да фрлате по триков и храна, не ве терам, значи храна луѓе нема да фрлате од старт многу. Остајте ги, значи сите ги фрлат. Тоа сакав ја да прашам. По 10 кофи ќе фрлат храна. Италијаните со Савари видовме со Предраг пола со ова кофи носат. Тоа сакав ја да прашам, моето прашање ми рече покасно. Значи како предлог, колку толку имаме искуство. Да почнеме со помалку храна, обрата и пера. Мој предлог. Зошто? Затоа што ќе можеме да пласираме и ќе можеме да испитаме што се случи со англичаните од твој сектор. Кобра нема да можеш да фрлиш 130 метра. Со малата ракета да со мајле 18 големите 20 не летаат фазна од 110 да се отепаш. Ако да фрлиме пример да речеме и 5 ракетчиња, спомџињата мали, тие летаат на 120 без проблем. Со 275 трска па и 3. Така, значи тој не шлапа, не приигалама, у однос на другите што ќе маваат со големи спомбови. Значи рибата ако се наплаши, ништо чудо да пречекаш прв позиција со малку прихрана. И затоа викам глупаво е ние да спремаме да купаме храна. Останеме на нашата тактика. Така, да фаќаме како што знаеме. Како мисли? Значи вака, првенствено мојата тактика ја 2 месеца со Предраг мислиме само за тоа, пошто ние реално не сме спремни, пак ќе ви кажам, да работиме 130 метра. Овие на ЗИК мавале на 130 ги отепане, нека ги отепаат. Прво нити со храна сме спремни за ЗИК, нити знаеме да го ловиме, нити некој реално од нас може 130 метра да лови 5 дена ЗИК, да се разбереме. Ами кој фаќал од нас ЗИК? Има ли некој тоа да сме начисто? Никој. Значи, тие што ќе фанат 100 кг риба, нека фанат на ЗИК. Значи, тие ќе фанат, нема сите да фанат, ќе фанат тие реално што знаат да фаќаат реално на ЗИК. Хрватите, србите, англичаните, италијаните се 5-6 репрезентации што реално ловат. Има репрезентации што воопшто не ловат на ЗИК и нема да ловат. Еве јас ќе ви кажам, румуните беа наспроти нас, не ловеа на ЗИК, ни воопшто не ни пробаа, нити фрлија нешто. А не знаат они ЗИК. Они се тера тоа што го знаат, топивата бојла. Тоа го знам мислото ја. Крај, топките, храната, топивата бојла, зошто? Затоа што сепак сме ние појаки во оној дел. Ние ЗИК треба да сме спремни, меѓутоа треба да се префрлиме денски на ЗИК само ако видиме дека апсолутно не ни јаде на дно. Тогаш. И тогаш веќе нема чаре. Значи нема. Да, ќе бидат избегани по 100 кг, нека бега. Дечки, ја мислам во оваа ситуација која што кажа ти. Ние не сме спремни да ловиме на ЗИК и да се такмичиме. Комшиите лево, десно од тебе, ако трпаат ракети, ако направат галама, ви гарантирам дека со малите спомџиња први сите риби ќе имате. Ви гарантирам. Војла прецизно и гарант. Тинг. Водата не е... Кој се глади по што са
кладење, не кладење не е битно, ајде ќе почнеме вака. Значи, далечното хранилиште зависи од ситуацијата. Значи, каналот кај ќе ви биде, има скоро низ цело езеро канал од средина кај течела реката, дали ќе најдете кој ќе биде овде, ќе бара овде, се знае за тоа овој сектор и најдобар тука победуване најчесто, тоа во Б секторовие позиции. Меѓутоа ова е срд, го гледате и тука највеќе зима рибата. Дали на зик, дали од дно, не знам, тоа ќе видиме од потоцно. Значи, моја идеја беше да се усреседиме и најголемото внимание да го посветиме на тој дел кај што сме добри. Значи, не сме лоши на земја, дефинитивно да ви кажам. Ги знам сите како пецаат. У последните 3 години сите само тој мочен зик тука им е исконцентрирано се. Да, головат стварно е многу добар како метод за риболов, дава резултати, меѓутоа кој од нас улига Не е наша примарна. Овој ако фрли 2 пати. Сергеј има многу добар предлог и тој ќе го направи секако утре сите 3 екипи, а тоа е дека сите у старт ќе спремат чорби, количини храни да почнат трпат. Сите 3 екипи со 4 мамци се веќе во вода. Пенсија така. Со почнав и ги работев до на певе. Само певе. Тоа го кажа Кој добие риба, таа риба не се плюс. И едно После више на пола саат. Тоа го кажа Обавезно. Сите ќе се спремаат, зигови ќе мешаат, храни ќе лепаат, ќе доека почнат да фрлаат ова. Значи ќе ве замолам кој ќе дојдете на позиција. Баталете шатор. Баталете тенда, времево е окей, утре нема да врне, ќе биде уште подобро. Баталете тоа тенди, шатори, тоа имаш време после кога ги фрлиш трските да спремаш колку сакаш. Маркирање и трските да бидат спремни. Намотани, намамчени. И фр. Значи, знаеме си Одма. ловото може да Може ништо да не добиеш. Да. Кинг, ама додека се клипа сондираш. закачано и стои на ротот. Ако е тоа завршено, после другото може. Така да, така. Тоа е сигнал, прилете за сондирање. Исто ли е како нашето почетокот на ова? Се, 2 сата имаш маркирање, Значи вака, прво ја растовараме сите 3 екипи надвор од бокс. Прв сигнал, Прв сигнал, Блес. само над прегорачите, до тука може да му помага секој. На првиот сигнал само над прегорачите влесуваат во бокс. Се, и од тука натаму они двајца работат. точно. после тоа, колку После тоа имаш 2 сата, 60 минути за припрема. маркирање? Маркирање, нема храње, нема мамци. Еден сат. Нема храни. Вториот сигнал, Еден сат. Не два. еден е. Два е за припрема, еден е за маркирање, така. Не маркираш од кога ќе влезеш. 2 сати маркира све. 2 сата Од кога маркирање. ќе влезеш во бокс можеш да маркираш одма. Не мога. Да, може. Да прв сигнал влагаш и можеш да маркираш одма. Не, Белград кога влезме не беше така прво маркира. Смената ли? Добро, не знам. 2 години така фаќам. Добро. Свири влагаш одма маркер, па нешто фаќам. 8:30. Ја одма маркирам до кркеместри. Состанок, бирање на позиции, 10:30 прв сигнал, влез во бокс. Значи до 10:30 сите треба да бидат наставани и чекат. Од 10:30 до 12:30 beginning of competition. Значи старт. До тогаш може маркирање, отварање, опрема се. Да, точно. Меѓутоа нема мамеци, нема храни. 12:30 која ќе свирне, трските било да бидат намамчени, сите доека ќе хранат и пускаат, значи ако уште маркирате не ви е завршено, не мора ти да завршиш од тие 2 сата. Значи на едната страна фрли ги трските, на другата кај што маркираш нека ти биде слободно, почни. Ако после сакаш левата страна да измаркираш, префрли ги на десната страна, конците ти сега не маркираш тука пред тебе, што бараш. Значи не ти сметаат преку конците Абе, да леша можеш конците, маркираш. посуди се ме. Да фанеме риба на почеток. Ако успееме тоа да го направиме, секој биде полесно. Верувате дека без разлика колку има риба езерото, ќе има екипи без риба. Така е. Психологички. Тоа да го кажам. Тоа сакам да го кажем на пријател, исто ово. Значи јас секогаш сум правил така. На сите такмичења, на сите води, некогаш сум добил риба, некогаш не. Некогаш се случило да добиам риба и таа да ми остане до крај. Да. Кај да ми остане? Значи, ви кажувам нека пример на Пелагичево, фатив 3 риби пред сите да почнат да хранат и со тие 3 риби останав до крај. Оти после кога се распукаа на 130-140 и отера рибата од ѓавола, таму усвета ние бевме у ќош, ни беше плитко, забега рибата оди најде. Не можем ја на 150 да станам. Значи, ние нашата Отиде, може. И тие 3 риби, а останаат 10 екипи без риба. Тие 3 риби не само пласма. А ги фанат во првиот саат. Уште не беа почнати да хранат. Да певе, а фрли тука да краја видов кај риба, тука е риба. Пет саме кој 6 знаеме. Не, Стила бора. ти кажувам сега мога. Зик. Значи првиот ден може би да се случи сите да почнат и верувам дека некој одма ќе почнат на зик.
значи одма ќе почнат на зик. Ние сме тука, ќе шетаме по стаза, ќе гледаме, ќе ви даваме информација. Значи ќе видиме како ќе биде. Сигурно на зик немат, како што јаде на зик, може би од старт ќе почне да јаде. Иако сепак мислам дека ќе им треба време да зигнат рибата горе. Она има риба горе, меѓутоа кога ќе почнат сите да фрлаат ако храната на зик, ќе ја дигнат сета риба горе. Она се дига по храната горе. Ќе се дигне по храната горе и ти дојде немаш што да бараш. Да, ќе ни избегаат саат, 2-3, меѓутоа нема само ние да бидеме така. Јас си кажам дека сигурно едно 7-8 репрезентации може и воопшто нема да ловат на зик. Или барем нема да почнат одма на зик. Половината сигурно. Половината ќе почнат. Србите ќе почнат зик сигурно од старт, хрватите ќе почнат зик од старт, англичаните сите ќе почнат зик од старт. Италијаните. Меѓутоа ќе видиме. Затоа сме тука. Значи ништо не сме касно, ако почнеме нека избега 50-60 кг. Не, избега, знаеш што е работата? Они кои ќе почнат ракетите да ги фрлаат, ние тогаш можеме да видиме ако да не фрламе одма. Значи, мене тоа ми е сета работа, додека они саат 2 ќе биде тоа бомбардирањето. 2 сата минимум ќе биде Може со бомбардирањето. кобра да поработиме. Ние да поработиме со кобра или со минимално спомпче. Од тоа средното, или малото не можеш милче да го фрлиш на стопче. 130 лета кофишек. Најмалото лета. Ја немам, јас сум Со против. 2,75 Повеќе од системите го фрлат на со 2,75 лета упичкамата. Малото. Ама не може со спот Не, со спот се со обична трска тоа да. Ако имате танко влакно, треба да имате сите. На обична трска малото спомпче само бујлички во натре. Или кој Многу лесно е се фрла, нема проблем, значи да направиме или ако ти е достапно со кобра, ќе видите 20 бојли имате да се не види 100 метра летаат не. Само уште нешто да ви кажам кај малото. Додека прават галама и додека пукаат. Може ќе се погоди некој екипите околу него со истата тактика, може нема да одма да маваат да шлапаат, ќе видите. Трајте и вие. Трајте и вие. Од иваа риба дефинитивно го нема видено овој притисок толку многу. Овде има купови. Глезите мамини валани. Само да ви кажам нешто за Ова малото спомпче. купови овде што имало, дозволе се докажам. Овие купови овде што имало немало фазно од 30 екипи никогаш. Ја прашам. 30 екипи и 70-60 тотална разлика, да се разбереме. Толку притисок ваа вода нема видено никогаш. И кога ќе се распукаат, ќе избега рибата. Дајте да го искористиме нашиот момент, тоа што го знаеме, додека не е избегана рибата, да пробаме да фатиме некоја риба. А после тоа ние сакали или некој што вика Милчо, ќе мораме да се прилагодиме спрема други. Имаме време.